Радзионков, мало градче во јужниот дел на Полска, лоцирано на територијата Горна Швезија во областа Тарновски Кравави. Според последниот попис од декември 2013 година, градот има 16.586 жители. Во годините помеѓу 1975 и 1997 година е дел од Битом. Во периодот од 1975 до 1998 година, градот административно припаѓа на провинцијата Катовице, пошто повторно станува независен град. Во 1998 година го добива седиштето на рурална општина Радзионков. To jest Radzionków, wesołe miasto koło gór. To jest Radzionków, to tutaj nie ma nigdy chmur. To jest Radzionków, tu żyć na co dzień każdy chce. To jest Radzionków, tu szczęście zawsze spotka cię. To jest Radzionków, tu szczęście zawsze spotka cię. Извонредна организација, богата седумдневна програма и фузија на народни танци од богатото фолклорно наследство на четирите земји учеснички Македонија, Белорусија, Бугарија и Полска понуди годинешното 7-мо издание на фестивалот Фиртек. Главниот дел од програмата се одбиваше на сцената пред Центарот за култура Каролинка, организатор на фестивалот. Домакинот приреди свечено отворање со представување на фолклорните ансамбли учесници и богата лотарија за публиката. Градоначалникот Габриел Тобор символично на младите им го додели клучот од градот за да управуваат со него во период од една седмица. Македонија ја имаше честа да ги затвори сите настапи, оставајќи силен впечаток со оригиналната и автентична сценска изведба, која изнуди највисоки оцени од полската критика. Фестивалот одблизу го следеше Григори Клашчек, основоположник на Фиртек. Освен китка, на Фиртек настапија фолклорните ансамбли Зорачка од Националниот центар за деца и млади во Минск, Белорусија и Ловеч од Бугарија.
Фиртек 2014 дебитираше во дворот на ревитализираниот објект во Косчени, домот на ансамблот Шлезија. Селото е лоцирано во Шлезиското војводство, на 43 км северно од регионалниот главен град Катовице. Секоја година, кон крајот на јуни и почетокот на јули, овде се организира Фестивалот на Шлезија, кој промовира карактер на уметнички пикник и оригинален однос кон културата и уметноста. Од сето село млекото моето котле да дојде. Од сето село млекото моето котле да дојде. Од тука па натам се мое да биде. Од тука па натам се мое да биде. А на мен, сестро, додека ми очи гледат, се мое да биде. А на мен, сестро, додека ми очи гледат, се мое да биде. Запали се За Божик, во Шлезија доаѓаат гости од повеќе европски земји, а фестивалот обединува фолклор, поп и рок, како и разни танцувачки атракции. Во близина на центарот на селото е неокласичната палата парк, што сега е седиште на танцовиот ансамбл Шляск. Пољаците се горди на Станислав Хадина, композитор, диригент и музиколог, основоположник на ансамблот. Монументот ги пречекува неговите апологети и интернационалните гости, со особен пиетет кон импресивното шлезиско културно наследство. Замокот, јадро на квартот, е изграден во 17 век. Сегашната форма ја добива во годините помеѓу 1829 и 1830 година.
до 1804 година функционирал како резиденција на една од лозите на семејството Хохенлок, во чија собственост е до повоената 1945 година. Во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, принцовите од ова семејство се собственици на кожечина, борна и творог. Свечен ручек во кралските простории е мала привилегија, но својствена за полскиот космополитизам и гостопримство. Според традицијата, кралот Јан III Собиески морал да го напушти неговиот замок во Кожечинска Мариенска за време на опсадата на Виена. На лутеранските гробишта на замокот во 2006 година е изградена кулата, таа една од главните туристички атракции. Во непосредна близина е и музеот на полскиот фолклор. Во паркот околу замокот постојат неколку примероци на заштитени животински и растителни видови. Амбиентот идеален за фотосесија. Следна дестинација Швер Кланиец, еден од најубавите паркови во Европа. Лоциран во североисточниот дел на Шлезискиот планински дел, името доаѓа од зборот смрека со која предците се оградувале од опасности. Швер Кланиец крие бројни легенди. За пољаците омилено место за рекреација во деновите од викендот. Денот кој изгледаше сосема ветувачки и попладнето го засени силен дожд. Бројната публика го поздрави одличниот настап на оркестарот на китка. Еднодневна екскурзија во Краков, градот во кој е отворена една од првите катедри по македонски јазик. Втор по големина и еден од најстарите градови во Полска, Краков традиционално е водечки центар на полскиот академски, културен и уметнички живот, како еден од најважните економски центри. Главен град на Полска од 1038 до 1569 година. По прошетката по кеот на Висла, посета на готскиот Вавел замок. Изграден по барање на Касимир III Велики, замокот се состои од голем број на објекти сместени околу централниот двор. Со векови е резиденција на кралевите на Полска и символ на полската државност. Замокот сега е еден од примарните уметнички музеи во земјата. Во 1921 година полскиот парламент усвои резолуција која на Вавел му даде официјален статус на резиденција на претседателот на Полска. По страдањата во Втората светска војна со декрет на државата и Националниот совет, Вавел замокот стана национален музеј. Вреден спомен од турнејата. Колективна фотографија и предспоменикот на папата Јован Павле II, светецот современик, прав човек на Ватикан кон кого пољаците имаат развиено широк култ со пропорции на обожување. Ликот на папата е буквално насекаде, како духовен водич на нацијата со рапиден просперитет. Главниот плоштад Ринек Гловни во стариот дел на Краков датира од 13 век и е најголемиот средновековен градски плоштад во Европа. Официјално најдобар јавен простор во Европа поради неговата живост, место каде постојано се одржуваат паради, перформанси и културни настани. Повеќето згради имаат стекнато неокласичен стил со текот на времето, но основните структури се постари, што може да се види во нивните влезови, архитектонски детали и ентериери. Китка настапи во повеќе основни училишта во регионот. Целта на организаторот беше најмладите ученици да се запознаат со фолклорот, обичаите и културата на земјите со кои споделуваат заеднички дел од колективната историја.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Rađankovje. Последниот фестивал Фиртек беше одржан пред неколку години. Во следните 2 години планираме да организираме уште еден фестивал. Главната идеја за фестивалот беше да се обединат различните земји, култури и традиции. Фолклорот често е застапен во активностите на нашиот Центар за култура со околу 50%. Останатиот дел припаѓа на модерните танци, хип-хоп денс. В тем року Фестивалот се организира од 1999 година. Името го доби на конкурс што го спроведовме во училиштата. За следниот фестивал имаме поголеми планови. Каква ќе биде организацијата, ќе зависи најмногу од финансиите. Сакаме следната година фестивалот да го прошириме во целиот регион и да организираме голема парада на учесниците низ повеќе градови. Како ви се допаѓа македонскиот фолклор? Многу ми се допаѓа. Со сите тие инструменти во живо и одличниот настап, богатите носи, навистина е посебен. Фолклорниот ансамбл Китка од Истивања во Полска е бил не знам колку пати на територијата на цела Полска. Сме биле во Закопане, во Нови Тарг, во потоа Зелена Гора, во Краково, Катовици, многу фестивали. Овде на овој фестивал сме за прв пат и навистина фестивалот се одржува по 7 пат, но самата организација на фестивалот привлекува со тоа што има различности околу самите учесници на фестивалот, со тоа што се представуваат традициите на народите кои што дојдоа овде на самиот фестивал. Република Македонија и Република Полска имат воспоставено подпишано договор за културна соработка помеѓу нашите две министерства за култура и тоа уште еден поттик за да бидеме овде на фестивал во Полска и полски ансамбли да учествуваат во Македонија, посебно на меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо. Така што веќе Истиванско здравоживо ќе имаме ансамбл од Полска, токму од овде, од место каде што и ние бевме на фестивалот во Полска. На вечерта наречена Фиртковего, учесниците го имаа заедничкиот настап на гала затворањето. Концертот почна со полка и шлезиски танц. По сопствениот репертоар и презентација на фестивалскиот тим, сите учесници ја изведоа официјалната химна на фестивалот. Таа беше еден од елементите на работилницата што се одржа претходниот ден, фокусирана уште на изработката на официјалното фестивалско лого и курсот по полски танц.
Во официјалниот дел, Габриел Тобор, градоначалникот на Радзионков, од младите повторно ги доби клучевите од градот. Следуваа награди и благодарници за делегациите од Македонија, Стојко Митковски и Петре Топликиев, како и официјалните лица од Белорусија и Бугарија. Please welcome also Mr. Stoiko Mitkovski and Petre Toplikiev. Kitka from Macedonia. It's time for exchange little gifts from the festival. Голема благодарност од сончевата и топла Македонија, од македонскиот народ до пријателска Полска. Great thanks for the invitation from the Polish people, from the sunny Macedonian and Macedonian people. Ďakujem bardzo. Let's go further. Gratulacje od zespołu z Macedonii dla organizatorów tegorocznego festiwalu Firtek. Празникот на фолклорот, освен Радзионков, ја вклучи и целата област Старногорски. Заврши со полска традиција, скара и игра околу оган. Поздравна песна од домакинот и хумористичен танц. Репертоарот продолжи со национален микс на земјите учеснички.
7 дена на нови средби и разделби, краткотрajни и долги пријателства. Амбасадорот на македонскиот фолклор повторно ќе ги вкрсти меридијаните на поинакви простори во друга земја, представувајќи го автентичното, богато културно наследство на Македонија.